Обвинителството не даде каква било информација за улогата на специјалната обвинителка Катица Јанева во случајот рекет, тежок 1,5 милион евра, каде досега осомничени се Боки 13 и Зоки Кичец. Дали лице од естрадата и поранешен партиски телохранител, сега локален бизнисмен, можеле да бидат толку влијателни за да успеат да земат милионски рекет, без да имаат подршка или алиби од повисоки структури, дали политички или истражителски? Ова треба да го утврди шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал Вилма Русковска, која отвори постапка дури откако жртвата, која платила 1,5 милион евра, го пријави случајот за рекет. Додека обвинителството сумира докази, некои медиуми пишуваат за конкретни имиња на политичари и обвинители и ги поврзуваат со рекетот. Силата Боки и Кичец не само што ја црпеле од политичари, шефицата на СЈО е уште една обвинителка, туку дел од медиумите пишуваат за скандалозна вмешаност на истите во рекетирање, по цена на слобода или поблага казна на осомничени во предмети кои ги водело обвинителството на Катица Јанева. Овие информации обвинителството за гонење организиран криминал досега не ги потврдило. Конкретно велат дека барем досега други лица не се повикани на распит за овој случај. Во интерес на истражната постапка и спречување на шпекулациите во јавноста, обвинителството, колку што дозволува истрагата, континуирано ќе информира за преземените дејствија. Засега официјално со судски налог одземен е телефонот на шефицата на СЈО Катица Јанева. Од вештачењето на мобилниот, Русковска треба да утврди дали Јанева комуницирала со Боки 13 и во која насока се воделе разговорите.